Бизнис секторот од Струмица се жали на немање продуктивна работна рака и од истите протежираат вработување во јавниот отколку во приватниот сектор и по цена на пониски примања. Вака му се пожалија струмичките бизнисмени на министерот без ресор Зоран Шапорик на дебатата за градење системи за поефикасно предприемништво. Од струмичката бизнис заедница бараа државата да најде мерки за да ги стимулира вработувањата во реалниот сектор. Немаме работна сила на располагање на пазарот, така да знаете како имаме работници кои што сега ги плаќаме одлично, знаат дека се недостиг на пазарот, го користат тоа, имаме ефикасност од некои 40%. Од друга страна, даваме плата како пример 25.000 или 28.000, за 20.000 оди од администрација вика тамо нити се работи толку, полабаво е и така натаму. Бизнисмените тврдат дека државата треба да ги зголеми субвенциите за нови вработувања. Министерот Шапорик не отвори можноста за измена на законот за поддршка на инвестициите. Беа искажани одредени работи кои се проблематични не само сега во изминатиот период околу изнаоѓање на работна сила, но сепак јас кажав, законот може да се надградува и да се проширува, значи нема никаков проблем да се измени законот, да му дадеме шанса на овој закон за поддршка, финансиска поддршка на инвестиции. Експертите пак сугерираат примена на бизнис ангели кај малите и средни предпријатија кои носат нови работни места. За формата на финансирање популарна во светот како бизнис ангели, со оглед на фактот што постојат бизнис идеи кои се високо ризични и за кои што финансирањето е карактеристика само на одредени форми на инвеститори, а тие можат да донесат сериозен потенцијал во делот на вработеноста. Во Струмичко, според сајтот на Агенцијата за вработување, работа бараа 3500 лица, од кои 1/3 се работници без било какви занимања, а многу малку има лица кои што бараат работа со стручно образование.